И ова недела авантурите продолжуваат. Од прекрасната Галишица се симнуваме на преубавото Леспанско езеро. Делјов, овој регион е прекрасен. И морам поубаво да го истражам. Имам и некои пријатели тука, кои сакам да ги посетам. Здраво, добар ден, Добре господине. дојдовте, Марк, О, најпознатиот мајстор на којната. бев мајстор, сега сум голем ученик сега. Сега одам преку места за да учам како да се готви. А од сем јас дојдов сега кај вас да видам како е местото. Видов оти на панкартот имате убав автокамп. Луѓето доаѓаат овде, слушнав оти местото е прекрасен. Да. Кажете ми нешто поубаво за вашиот автокамп? Па автокампот е веќе познат, работи веќе од 70-тите години. Охо, Од 70-тите години? прошлиот век, да. Вие сте тука од 70-та година? Не. А, во ти гледам Али- ако сте Не, вие ще уште не, уште не. млад. Да. Автокампот е тогаш изграден, а Добро. неде јас сум тука недека од 98-99 година, па на Па е. 20 Да. кусур години. Добро. Да, познат е по тоа што е еден камп покрај тоа што е камп е и лечилиште, значи воздушна Како? лечилиште, А, лечилиште. воздушна Добро, бања, извините, да. воздушна бања за лечење на асма и бронхит. Затоа треба кога се Специјално. доаѓа овде, Значи Мора да се само диши, да. самото присуство тука е лечење на оние што имаат проблеми. да продолжиме малку. Можеме слободно, Ајде. изволте. Прекрасно место. Гледам оти имате бунгалови, имате убавина природа околу тоа. Каков дрво имате овде? Колку години има овој дрво? Овие дрва се недека стари повеќе од 50 години. Значи, Минимум 50 години, ова е минимум 50 години, точно. Тогаш е почна 68 година е почната со градба на Кога сум роден? автокампот. Да, О, баш 68 година, 68 добро, година. окей, добро. 70 година се завршени со градбата Окей. и отпочната е со работа автокампот. Ние имаме 15 бунгалови. 15 бунгалови имате, Да, добро. Кукички или кукички, кои што се опремени внатре, се имаат значи санитарен чвор, мини кујна, опремена со сите инструменти потребни за спремање на храна, фрижидер, шпорет, умивалник, инвентар. И Извините, гледам оти се малку повисоки така. Зошто се направени така на повисоко ниво, да кажеме, и доле нема ништо? долу нема ништо, најверојатно поради позицијата на теренот, Аха. бидејќи тоа е стрмен дел, Добро. така ги направиле, тогаш така се граделе, тие се сите со рамни кровови, но замислете, значи 50 години не пропуштиле Држат. тие рамни кровови. Тоа вие се од да бивша се- Југославија, да кажеме. Бивша Југославија. Да, тогаш. Браво. Да. Многу убаво. Да. Имаме поубаво место, мислам, не? Имаме многу поубаво место, тоа ќе видиме покрај самиот бисер Преспанското езеро. Ајде да одиме. Ајде.
езерото, убавина. Ама колку се привлече, така се кажа, езерото. Се повлече. Се повлече, Се извините, да. Многу се повлече, гледаме овде. Ми кажавте теко на како е што пешачењето, оти он ви беше догоре. Скоро до првите камп приколки поставени беа. Тоа е некоја висинска разлика од околу 9 метра од највисоката точка што ја имало езерото неде 63 година кога биле поплавите. Добро, окей. Меѓутоа ево се повлекува и јас мислам дека сепак тоа е тенденцијата на повлекување некако причина на немање доволно дождови. Иначе позицијата на Преспанското езеро, односно на нашиот автокамп е прекрасна, бидејќи се наоѓа меѓу 3 национални паркови. Окей. Од источната страна се наоѓа Пелистер, од Окей. западната Галичица, а од овој дел се наоѓа националниот парк Преспа во Грција. Грција, Значи, окей. тоа е навистина една многу добра позиција и затоа ги има овие својства како воздушна бања. Многу имате луѓе од странство, од Македонија што ви доаѓаат овде. Токму така, ние сме посетени, значи покрај сталните кампери што ги имаме овде, што имаат свој камп приколки, доаѓаат и дневни гости со кампери, со трајлери, затоа дојдов и кај вас, со па да. шатори, Точно, да. И во текот на годината имаме посетеност и од странство. Обично најпосетени сме од Германија, Окей. Чешка, Чешка. во последните години многу посетеност имаме. видов од многу Чешка, полски, Словачка. пољаци, да. Пољаци. За чудо годинава имавме и од Јужна Африка. Јужна Африка? Јужна Африка. Добро, окей. Гости беа чудо невидени од зошто да не? годините Да, на да, овој да, да. автокамп. До таму се познава, се знае Македонија. Да, познаат Македонија. Браво. Доволно капацитет имаме, да. имаме ние околу 200 камперски единици за камп приколки и на 300 места за шатори. Значи капацитетот е огромен и сметам дека иднината ја имаме тука. Лето овде, журка, све. Веќе имаме договорено. Договорено, добро. Да, со туристички агенции, за да браво. се организираат поголеми групни дружења на млади луѓе Супер. со музика, дружење, овде- нормално и пијало. На никој не му смета овде, си прат, журка си прат, све. Да, слободен Супер. простор, Одлично. никому ништо не му смета. Браво. Да. Многу. Супер. Убавини. Сигурен сум дека и храната овде е преубава. На почеток одиме да видиме како се подготвува висински домашен зенник и познатите сиромки. Здраво, добар ден, господја. Добар ден. Што ќе ни направите убаво денес? Зелник решивме да направиме. Добро. Еден со праси со урда, еден со кромит. Рипчина нешто ќе правиме. Вилошо. Мириса. Само што затвори вратата од камперот и ви мирисам убавина. Вау. Сега зелнико го замесувам јаска, Добро. брашно, водичка, квасец, малку фатопрс сол. Како? Сол, малку Фато- фатопрс, така се фаќа. Фатопрсол, добро, извините, имате посебно да кажам диалект овде, да? И малку шекерче. Добро. И ќе издојди тестото и се дели на топчиња мали. Окей. 4 станвам долу на тавата што се клавам, 3 Четири. горе. 4 долу, 3 горе. Да, Добро. топчиња. Ги отварам Окей. се едно по едно Добро. и ги оставам И со на сукалото. едно место со сукалото.
А сукалото јас го знам. Да, не, да. не тој, а тој од баба ми Од го постарите, имам, ама да. Имам така сувенири Да. малку Од што постарите. Да, од постарите точно Иначе така. има и нови сукала, ама сега се овие уште. Не, тоа се потенки и повеќе Да, болат. секој како што може. Да. Има некој со подабелки работае, Точно. некој со послави И сега треба тоа да се видим, отвори. да се отвори. Вака се реде Добро. 4, едно на друго. Пак ќе ми биде проблем денес. Па да, оти све мириса убаво, Да. сигурен сум оти ќе биде убаво Да. и тоа ќе биде многу тешко после. Проблем ќе биде, ќе Да. прееш. Ќе пеам. Не, ќе се прееш, викам, ќе се прееш. пренајадиш. Извините. Да. Оти за пеење не сум многу специалист. За јадење тоа ми А е јас па една без, навистина. без радивчето, без музика не работам. Не Си оди, а? опушвам и си работам, сакам да ми Да? свири радиото. Епа. Супер. брзо се Сега. прави ово. Да, гледам. Сега, еден направи, ама Да. да направи уште еден. Да, тоа мириса, ставите еден Да. во ренав, а во печката се Печене, печи. печене, готов. Хо. Готов е. Гледам оти има баклава, има све. Све. Добро. Ова е третиот дел, четвртиот? 3. 3, Ево окей. уште едно. 4 и сетне 3 на другата страна за горе. Добро. И зелнико ќе биде готов. Ова освен се реди едно, се става Да. зетин, се реди Се- втор, се става тука зетин. кога се отвора Добро. големата. Многу сакам да дам брзо, Големата. затоа е, проблем ми е, да. Е, неој брзо тоа. Ови работи не оде многу брзо. Добро. Сака е и нозе, а сака е и грбо да ти е здрав. Оти гледам се малку Да. сте, а? Да. Е, Треба грбо да ти држи, да ти вреди пари. и знаете што? Бабите имат нешто посебен шмек така во раците. да. Тоа што го дават на тестото и све тоа. Да, секој не може. Да. Имав така во една мината емисија, една баба што ми кажуваше, Да. внуците само се кажуваат ти баба, све што готви е најубаво, Да. најубаво. Е, така веле. И она знаете што кажа? Јас имам тајна. Знаете што е мојата тајна? Една убава тегла. Да. Е теглата што е над шпоретот. Да. Ама празна тегла. Да. Чудо, кога гледавте, празна тегла. Да. И она кажува, не е празна. Аха. Она е полна со љубов. И на виде? секој јадење Да. ја отварам и ставам Да. малку љубов во јадењето. Да. Со Е, љубов, па, ако тоа е. си ја правиш, Ете не во рете. така, точно така. И сега, што правите? Сега прскам. Еве, Прскате сега. масло, тури малку тоа што го Добро. отвори. Сивам јас малце, ама Оп. ете, да Добро. пробаме и него. Окей. И се ќе се сучи и ќе се клаи. Зајрето и ќе се пече. Е, се става малку зејтин така само. Да, на Добро. двете страни. На двете страни. Да. И после се лепи. Се отворва. Сега. Малу стрпление сака ово. Да. Окей. Уште малку зејтинче. Секоја. Секоја кора освен. Секоја од овие што се малите. Така се вика Да. кора? Кора. Кора да се каже, Кора да. помала, ова не е голема, има и големи што се терае. Да. Кори Окей. и големи се терае. И помали. Ова е третата и четвртата. 4 за Е, ова долу, ќе биде како да, 3 за горе. 3 за горе. И се прави една голема. Супер. Да ви го давам ова или ке? Чекај да си добро. сучи. Јас Треба секој се сакам да дам сучи. побрзо, ама Е, побрзо, и јас сакав побрзо, ама не ој. не оди, Ја не може да се наместе камерманите. Не може да се Да. наместе. А, вака. Ставате 4 околу сукалото, уште малку еден. Да се отвори. Да. Секаде мачкана е таа со Поверете. масло. Се мачка со масло Со и масло, вуала. Окей. Уште малку зетин, нешто не? не треба се Не? тука, имам натре во кората што Аха, прскам. доволно. Добро. Се ќе ма фрлиме ово, негото. Осем ова доаѓа како лисно тесто на крај нешто. Да. Не? А? Да, Ова што е празо тоа? тоа е крумит. Крумит Со сега. прас е другото. Да, знам. Мислам Другото дека е ме со правите. прас. Добро. Ова Ова е крумитот крумит. малку го пропрживте претходно? Се пржи претходно, се Да. ставам едно доматче Едно и доматче, пипер црвено, да. масло и то. Добро. Друго ништо. Ништо друго. Да. Браво. Месо нешто? Не. Не. Со месо е други работи, Други ако работи. сакаш. Овие се посни. Ово посно е, тоа е мрсно Да. дека има сирење другото. Сирење, да. Со прас што е. Точно. И правам уште еден со сирење и со јајца. И со јајца. Ама Окей. се 3 врсти реков. Не, доволно е. Зимата си правам и со зелка. Се уште овие едина Уште овие правиме. две? За горе и готов е Три зелнико. листови, да. Три. Уште малку зетин. Добро. И зелнико готов е.
Ми Ја помага. обожавам кога баба ми ги правеше, ама не научив да ги направам, навистина. Ми помага Верувајте. многу пати. Затоа многу сум среќен што можам сега да се шетам преку цела Да. Македонија и да учам како се прават овие Така треба. традиции, навистина. Ова нешто што има колку 300, Да. 400, 500 години ова се овие рецепти, не? Да. Овие се и порано и под времето на турците, да кажем, на отоманското време и свето. Од секогаш се правеше тоа овде, не? Секогаш си беше, Да. од секогаш си е, само порано Типично, да кажам, без рецепт. квасец. Да. Зелник со сода. Со сода. Сода бикарбона, Ете, да. Добро. така го праја. Окей. И овие комшите уште си прави некој, сака е така, Аха. албанците што си живееме ние, со они ми живееме многу. Овде гледам малку ја... Армоника. Добро. Кој армоника дојде? Супер. Дали тоа е типично од овој регион? Од Преспанското тука, регион? да, од тука. ова? А, кај добро. нас. Е, добро. А, се врти така. Марифете? Еме, тоа е, Тоа е тоа марифет. тоа е уметност. Да. Браво, господја. Се врти така, така. Да не. Так. Одлично. Хо. Јас ако треба да го направам тоа, знаете што ќе направам? Ќе му ставам зачини, ќе му ставам пуно ствари. Ама Добро, ова сес. мислам ти е Ама едноставно ово и си е најубаво. тестото Ете, исто ко за пици со квасец. Да. Се правиш со што сакаш. Да, Значи бе, све да, се става све- внатре. Све што станува во фрижидерот, што ќе ти текни, оди внатре. и со кашкавали, и со Да. оние што се сланиње, све се прави, знаеш, нема проблем туа, што сакаш фрли си. Браво. Тоа е работата, сега дома ќе земи, ќе го испечи шпорето работа и дома. Многу сакам вашето Е. начин на зборење, вашиот Да. дијалект. Го Така- разбирам, така ама има зборуваме така ние. неколку зборови, така што све Интересни. специфични. Да, интересни, Интересни. точно така. Да. Има наши интересни зборови, многу. Преспански пак, Преспанско Што да ти речам? Преспански дијалект. Да. Да. О, зетинче. мора а? малце да вари. Да. Окей. И сега тоа оди Тој ќе ој дома, дај му го земје Дома? тенџерето. Ајде. Да не, Ајде, да не ве вола. фаќа. Имаме ова. Лошото да не ве фаќа. Го враќаме. Охо. Цирон како уште. Циронки. Печен, сечен. Ете, А ова е спремен. ете. Преубо нешто. И за јадење, и за гледање. За јадење, за гледање и за Не, пробање. не јас да го фала, Ау. а ова тепција имам купено нарочито само за баклава. Само за баклава. Ама Ама- прети и зелник, братер, Да. све правите. Правам. За Одлично. поќе да излезе парчино. Да. Поголема ми е. Хо. Ја не можам да чекам, да ви кажам право. Земај, слободно. Да можеш кој уште Нема проблем. да си Ќе изгориш. земам едно парче. Секини. Ете така. Извинете. Се турива дека ама- ете. Преубо. Господја, видите малку близко. Многу убаво. Ова е перфектно. Мелем, Многу ама добро. оди со сиренце се, Многу добро. да си земиш и сиренце и може да окладите се тамо. Да. За ќе оставиме намаса? таму, ќе го земат. Жешко е, Да, жешко е, не, жешко е. ништо. Ова е Марк баклава, Баклава како е убава. сучена Пресечена е дома. Како? Дома е сучена. Сучена? А, вака сукана. исто, сукана. Сукана, извините, опа, да. Со јајца, со све што се прави внатре што се става. Исто ко ова турската што ја продава е по нели си има сладкарници. Точно така. И ова, така е сечена. ова се вика убавина. Да, сега ќе пробаме каква е за јадење, не знам, ќе дојси сната се ќе изваја, ќе пробаме. Ќе пробам после, оти пробав од питата. Не, чекај, уште ќе Сега. пробаш питата. Да. Супер. Да ја дадам? Дај манака Да. се изваја ван Ајде. тањер. Од Нека- овие О, изваја тешко е? странично, тешка е. Тешко е? Тешка е. Ај. Тешка е. Ајде. Сега и правиме цироните. Сега и правиме цироните. И мешаме на А едно цироните место. што ги имавте, што ги измиевте, Да. потсем се Сега- додалуде малку зејтин, се И сега и меша мешаме. и сега имаме овде домати. Да. Океј, да оставиме на страна да не гори. Не, ќе вратиме внатре, може Овде? пак да стави. Ете тука. Ништо немој. Да, воля. Е. А ова се јади сигурно со Да, леп. да, со леп се мака. Обавезно. Се мака по Се наше. мака. Ете така, да има Со малку нешто за лепчина. мачкање, Да. за мацкање. Да. Браво. Сега како се шосе ќе видиме. Ќе покаже. Беја, знаете, пак ќе кажам за мене, ова е прв пат. Прв пат. Изгледа убаво. Изгледа убаво. А вака пробате вие? Малце. Јас со другиот прст уште? Со кој бил пробај?
Не со треба третиот многу. прст да пробам Не треба уште? многу соль, ми се гледа. Трите А? прсти се убави. Добро, супер е, одлично. Да. Браво. Се ќе вратиме натре, Ајде, тавата вратите. е пуба за намаса. Ќе извадиме таму и, Добро, чекайте да држам овде. Ја Лжицата. зема едната. Добро. и ово ќе се зајси за миење. Окей. Така. Не го дам това на сната? не. Ви треба? Ете, готово. Тоа е за намаса. Ова е за намаса. Еве и ово, за да може Добро. Така. Се друго што треба, не знам. Па ми само ти завршивте? Готово. Не? Готово. Уште еден бакнеш за вас? Ви Готово. благодарам многу. Нема Навистина проблем. што ми покажавте Нема денес. проблем. Изгледаше многу убаво, ја пробав Да. питата. Ќе одиме на маса сега да пробаме. Ќе пробаме си. Да? Да. Епа господја, кажавте оти ќе одиме на маса. Да. Гледам оти ова, го имаме Да. пак вна. Јас ќе ви давам прво еден поклон Фала. од срце. Фала Витаминка, многу, фала, многу прат, фала многу. убавини. Да. Не знам што има во кутијата. Ќе видиме. Секогаш е изненадување, ама Ќе дадено е видиме. од срце. Фала многу. Да ми Победете, сте живи и господја. здрави. Да. Благодарам. И само ти ќе има и за внуците и за све. Благодарам многу. Океј? Мило ми беше што мене ме исто. снимавте, што дојдовте. Кога Господја. сакате, слободно. Одиме на маса. Ќе одиме сега. Ајде да јадиме малку. Ајде. Ајде. На, земја. Ајде, ба. Ајде. Ау, колку беше вкусно се. Кажа дека едно од убавите плажи се наоѓа токму тука, во селото на Колец. Одам малку да прошетам, да ми спадне раната. Токму на ова место се влева Брајчинска река, која извира во селото Брајчин. Само што се сетив дека мојот пријател Борјан потегнува од таму. Одам да го најдам, за да ми објасни малку повеќе за овај прекрасен регион. Ова е со библиотеката, бе. Здраво, добар ден. Брајчино, овде Брајчино. Да. Ја барам куќата на Борјан. Борјан до Само право возите натам. Само право таму. Браво, браво. Ајде. Хвала ви многу. Ајде. Браво, браво.
Па, здраво, мисля Борјан. Здраво. Многу ми е мило, извини, ќе зборам малку повеќе од тебе, знам ти знаеш преубаво и премногу. Ова емисија не збориш. ти ја крадам. Добро. Фала ти за поканата, што дојдам кај тебе сега. Многу ми е убаво местото. Немам друг збор. Дојдов преку улицата така, прашувам каде е Борјан, а директно таму право. Ајде. Ова е Арно ти даунтаун на најдов. селото. Даунтаун на селото. Добро. Селото е прекрасен. Брајчино, ја не знаев оти постоеше, да го слушнав тој име, да кажеме како село, толку блиску така да видиш од Преспанското езеро и све. Овде е тишина, мир, убавина медитација. Ти повеќе, мислам, или живееш повеќе овде, Па или не, повеќе у Скопје? се уште не. Но летото го споминувам тука и Добро. овие последни денови од ова есен. Мислам дека ова е последен ваков убав викенд. Се обидувам да видам тука. Доаѓам и зима. Зима, добро. Неколку Не е тешко дена да се доаѓа, разбира. малку е... Не, нема проблем. Ова е интересно Марко, ова тука нема, иако се наоѓаме на точно 1000 метри надморска висина. На 1000 метри сме тука? Куќата Ајде. е на точно 1000 метри надморска висина. Добро. Нема јаки зими. И овде е интересно што ова има микроклима, затоа што тука се мешаат, има еден коридор од Јонското море кој носи Океј. медитеранска клима, има планинска клима од Добро. Баба планината, целиот масив е тука. Гледам се околу планини, И е континентална клима. И тоа создава една микроклима која ја прави целата магија, мислам. Целата убавина од селото, да. И таа леснотија и тој квалитет на живот кој овде може да се има просто. Тоа го видов од луѓето, само што дојдов во селото, гледам огромна маса, сите на маса си пијат, си јадат, многу има амбиент овде, луѓето се многу Тоа не е среќни. таму, тоа си поминал веројатно од кооперација, Да, тоа ни е да. Social Club таму Да, ни е. Social Club, добро. Да, многу амбиент имаше, луѓето беа многу И среќни. се обидуваме сега весели. малку и да го дотераме да е таму е и стариот казан селски за правење ракија, па сега се обидуваме да го реконструираме Ќе така ми го како покажеш што ти бил, ќе после, ти го покажам, се разбира. Обавезно тоа е, дојдов да ти видам, ама дојдов и да го видам Да. селото, да ме прочиташ малку, да ми покажеш убави места. Кажи ми малку приказни за тебе. Знамо ти си голем репортер, ти си новинар, ти си човек, како кажам, ти ја представува Македонија во Европа, во светот. Вчера Не? бев Марк во Лин, во Албанија. Лин, Албанија, добро. Тоа е веднаш штом ќе влезеш на Ќафасан од Струга, Границата, добро. првото село на кој ќе најдеш е Лин. Лин. Тоа е на полуострово во Охридското езеро. И еве тоа сега Добро. да дојдеш, тоа го гледам. Ова парче дрво го земав од таму. Ова парче Океј. дрво е старо 8000 години. Што? 8000 години. 8000 години? Да. Како може да имаш нешто 8000 години? Тоа е интересно. Ова е дел од Сега како ти да кажам. кажам, од историјата од Така, ова го земјата, да. Сега ги имаат пронајдено и ги имаат испратено на многу вакви примероци во Универзитетот во Берн во Швајцарија. Океј. И утврдено е дека ова се делови од наколно живеалиште во езерото во Охрид, Океј. кое е старо, значи 8000 години. И испаѓа, сега тоа е ново откритие археолошко, дека уствари до сега се сметаше за најстаро човечко живеалиште во Европа во Швајцарија, Океј, на аха. Алпите. Да. 6000 години старо. Океј. Сега ова е известна, како ти кажам, многу битно сознание во археологијата, затоа што Ова покажува ова е ти- остаток Да, да. од човечко живеалиште од кое е старо 8000 години, тоа се добри 6000 години пред Ќе те прекинам, Христа. извини. Јас Многу мислев интересно. ти бев несите децата од Александар Велики, ама кога гледам од 8000 години порано, ама сме Сите што се прадедовци. Па да. на Балкан, ако се обидеш да тврдиш дека нешто така било, тоа треба да имаш многу храбар да бидеш. Океј, ама го кажам така, што мислам јас сум Така тој што- белгијанец што дојде у Македонија, што сум пола белгијанец, пола Но македонец. ова е Не стварно ги знам сите големо приказни, ама осознание. тоа е. Инаку има Да. во Преспа, исто кога се повлече Преспанското езеро, Добро. а многу е повлечено, верувам, забележа. Исто има, најдовме, откри водата Аха. колци. Ајде. Од овако, од Во тие Преспанското наколни езеро. живеалишта кои Исто. биле во езерото. И сега тоа открива една друга работа. Езерото се смета за многу постаро од 1.000.000 години. Милион години, да. Го слушав тоа за Охридското езеро. Тоа Исто пред. во неговата историја било и многу помало. И
тие остатоци кои сега може да се сведоци за тоа дека езерото било помало и дека натре во езерото имало живеалиште. Океј. Така што сакам да кажам, некои многу гледаат фаталистички на оваа приказка со Таме нормално ти се повлекува, Ако милион години езерото се снаоѓало, доаѓало и си одело, тоа ќе си најде Уште ќе се најде, да. За неколку милиони години ќе се врати како беше по. Ќе ви кој знае како. Ќе дојдеме пак да го видиме тогаш. Има тогаш. некои патишта. Да. Божи, што би се рекло, да. Точно така. Сакам Бојан да се шетаме малку. Може да направиме еден круг? Или ако имаш уште нешто, знамо ти татко ти, имам нешто, нема една приказна за татко ти. Татко ми е писател и голем дел од книгите ги има напишано во оваа куќа овде. И голем дел од книгите се инспирирани од приказки на старите луѓе кои се собираат пред кооперацијата, пред дуќанот. Старите македонски приказки. Social Club, тоа. И татко ми го има напишано овој, се вика зборовник по брајчински. По брајчински. Има посебен јазик овде? Има многу интересни зборови, диалекти, кои навистина дел од нив се разбира се користат и во другите села. Има дел кои се користат само во брајчин. И он има за секој збор направено мала приказна, која е инспирирана од луѓето кои се собираат пред дуќанот. Тоа е постарата генерација која за жал веќе никој од нив не е жив како ни татко ми, но да, можете прочитам да отидеме во тој социјален клуб каде се видиме малку со луѓето. Одам да разговарам со тие луѓе, да си поминуваме убаво, играме некогаш карти, некогаш готвиме. Да се видам со нив, да ги запознам. Инаку сега ти е сезона на лов, Марко. Добро. Вчера вечер мечка со мало мече ми излезе на сред пат овде. Не ги пуга, не ги пуга. Мечките не да знамо ти има но дивата свиња сега е сезоната, да. И има дива свиња и ја може да најдеш, бидејќи секој од овие луѓе нели работат, одат по планината, шетаат, собираат печурки, некојаш ќе најде и некој дивеч. Па може ќе имаме нешто за готвење? Ќе видиме. Ајде. Додиме да видиме. Ајде, додиме да видиме. Ајде, зашто да не? Здраво, дечки, што правите? Добри, што правите? Да го видовте в Боријанци, сезона на лов е, кој што ти кажав, и диви свињи е полно. Ова е дива свиња. Ова е дива свиња. Да. Таму се. Тоа ти се лисичарки. Оваа година обично имаме вргај многу, ама оваа година таква беше климата, многу повеќе лисичарки, ама и лисичарките се, знаеш. Добро, имаме кромит. Кромит. Имаш еве ти жалфија, се ова од тука најдено по дворовите. Знаеш што ќе ми фали малку? Ќе ми фали малку една чаша ракија и малку пиво, ма после, не сега. Сакам да го представам само оне. Господинот овде беше да ми дојде, не знам. Ние овде кога се собираме, обично секој носи по некое парче месо или нешто што има. И тоа го предаваме на овој господин Васил Шиковски, кој е шеф на брајчинската кујна. Он ти е колега. Мило ми е господине, ајде. Супер. Вие ќе готвите или ја ќе готвам? Вие се. Ај. Вие сте гостин. Ајде, па сум гостин. Тоа оставам на вас шефоите да договорите, да не се мешам во бизнисот. И ја не сум лош во готвење, ама не му давам рака. Добро.
Епа, имаме тава, имаме тоа. Епа, повели Марко. Па да, ајде. Твое. Сега, на вистина, ми правите мало предизвикот и Ајде, да се видиме, кажи ќе излезе, да. диво месо на кратко Не, време. нешто за готвење. Има разни рецепти. Ќе видиме. тука. Правиме гулаш, го печеме. Гулаш? Има варијанти, ама и сам знаеш дека дивата свиња ле сонглие, како се сонглие, викате вие. екзактно, ле Ели, сонглие. Немаме ресторани ко на Ардени, А има ама затоа вака по домашни некои приватни услови, да. ситуации знаеме да направиме добро и да им конкурираме дури и на рестораните на Ардени. Може. Да бележиш колку е кревко месото. Месото е одличен, ова е како филе пюр. Не па филе дур, ма филе пюр. Филе пюр, да. Вуала. Ќе му земе уште едно парче овде. Нема масто ништо. Ништо, не. Ама ако е диво трчат, немам да е многу мрсно, за нив. Вуала, ќе ставиме уште неколку коцки. Некој не знам дали Ова ќе го оставиме. Дива си, многу е убаво. Гулаш ни треба 2 сати. Овде имаме така е, не. малку. Сакам да ти Не, кажам. окей, така. Ќе го оставиме малку да се потпечи. Оп на брзина. Ја сакам убаво да се стегне месото за да биде сочно после внатре. Убаво да се потпече. Ова многу лесно, малку го пропржуваме со кромитче. Не со кромитче, со кромит. Вака. Супер. Домашен и кромидо да се Да, домашно разбереме. кромит, се гледа све. Ништо не е купен. Све е домашно. Ми донесовте и тревки, Ние не свежи трошиме тревки. тука пари, а јадењата ни коштаат, да ти кажам, поприлично скапо ако ги продаваме. Ако ги продавате ова, нема Ако цена. некој заслужи да му продадеме, ама немало тако. Не знај да ти кажам, јас го готвам со тебе и со господинот. Мислам ти човек да помине овде, колку ќе му продаме тоа? 1000 евра? Па да порција? ти кажам, скапа работа е. Точно така. Пари. Ова доаѓа од кај тебе, Од жалфијата. жалфијата, да. Да, ова ќе го пропржиме уште малку. Се надевам, почна да има убав мирис. Да му додаваме малку, неколку зачини, малку дафинка. Оп. Дафинка за мене многу сакам ти дава еден убав Дали вкус. користиш вино кога готвиш дивеч? Јас сакам пиво и сакам малку А, ракија. пиво, да. Пиво. Ако имате мала чаша ракија и малку пиво и ќе го правиме тоа. Да, супер. Ќе му додаваме и шампиньоните. Не многу јако, ама ќе се потпече. Убавите лисичарки, ќе земаме еден дел. Не можам све да употребам. Тавата е мала. И дочиме мала само тава. за Да, двајца. добро, за проба. публика. Супер. А за публика? Црвено треба? Вино, ако имате малку црвено вино, да. Супер. Сакам да прави фламбажа, ама Ветеров. има малку ветер. Ветерот ме зеза малку. Брајчинското ветер. Што ми кажуваше ти, меѓу Ова е све. 55 е инаку домашна. 55, ама ќе се запали тогаш. Мора да се запали. Ајде. Малку оган да преме, ама се надевам. Дува, мислам Да. дека нема. Имаш ветер. За жал не, ќе остане алкохолот. Ајде ќе му додаваме уште малку плюс. Нека се прокрчка. Да. Печурките и сега знаеш што? Уште малку бибер. Бибере секогаш. Обавезно. Имам мелен бибер, имам тоа за коцките, да има малку крскаво подзабот. Имаме мелен бибер. Секогаш дивец за мене бара нешто љуто, нешто појако така. Не треба да биде најако над дивечот, ама треба да прави баланс. Сосот се прави со малку семф, додаваме и малку семф. Това и благо се додава на страна. Да, како. Сечеш едно Така парче, е, како имаш гарнир. една јаболка или Со една кој го круша. зачинуваш по твој вкус. Ете така. Јаболка, круша, со малку варена, подпечена и во тоа во средина се става малку од кранберис, од како се викаат кранберис? Боровници. Боровница. Вуала. Супер. Ова уште малку. Да, ќе биде убаво се издиста. ќе биде спремно, да. Да. Епа Борјан, сме при крај. Знаеш што, гледај, што ќе ставиш Да, сега ќе ставам малку неколку зачини ќе ставам. Ми донесовте овде малку од Ова розмарин. Не, све. Ако ставам све тоа, знаеш што ќе правиме? Добро, нормално. Ќе имаме проблем, ќе скокаме овде. Ќе му ставам малку розмарин, ќе му ставам малку жалфја. Ова е нане. Може да оди. Малку нане, ќе му ставиме. Ќе го пробаме. Да. Не, комбинацијата ќе биде одлична. Ова инаку мириса, Тоа мириса. да ти кажам право. Знаеш како кажуваат во Скопје, боли глава. Семпот, винот, а и ракијата веројатно. Да. Ракијата му дава јачина. Васе шефе, мораме да запишеме овие работи. тоа е запишено. Мора да ги Компјутер е именуваме. запишено. Да, не се сомневам.
Опа. Мислам ти е завршено и совршено. Ко што треба е, видици. Манџичево е таман брајчинско. Вала. Да, добри сме. Тоа ти е во брајчино. Вала. Пиреч, печурка, планински работи. Шеф, Така е, он прво чекај. шеф од брајчински. Мислам ти сега, Така? кој ќе проба прв? Он да проба прв. Ајде, не, постари за постари. Кој? Не. Ајде, Борјан, Одиме на постар, одиме на Тоа е шеф. пост и Дојде, постар. доста вие тогаш ако не... Да. Јас. Чекај да го патам. Да. Месото му бара уште малку Да. печење, Ама Ама? пијава како добра му дојде. Но, топ. Знаете што? Направивме дивеч на брз начин. Не да кажеме краток начин, на брз начин. Ама. Со дивеч, со се пие? Се пие вино? брајчински стрит фуд. А? Гледај, што имаме ние? Од моите пријатели, моите партнери Оди, да. од Чато Сопот, А, имаме одлично. убаво вино. Имаш бело вино, имаш црвено вино, ќе се Ке ставиме на маса после, ќе си пиеме малку вино. со колегите Со ќе колегите пробаме. од клубот. Ова ли Боријан? Фала ти Фала многу. ти многу. Не, мислам ти поминав не. Убав момент. Имаш Гледаш? ти едно Ни го отворија. Ете така, ето ова. Овај ќе мора да го пиеме. Да здравје шо. Чаша вино, немаме ти чаша за виното, не? Чаши нема што нема, само може да снема. Сега може да снема. Ајде. Ќе земе на чаша вино и ќе наздравиме. Веднаш од Брајчињо се наоѓа и прекрасното Љубојно. Ја застанам за час да го разгледам. На денот му се ближи крајот. Разбрав дека во близина има мала винарија која морам да ја посетам. А како поинаку да се заврши ваков прекрасен ден, одсем со чаша прекрасно локално вино. Одиме! Александр, овде сме во вашата... Дојдовте во семејна бутик винарија. Ете, тоа Алесто, сакав да- Да, Алесто, во село Арват и Ресен. Ние сме тука првата семејна винарија во овој регион. Браво! Лозието и како продукт беше и грозие познато до 60-тите години од минатиот век. Во овој регион имаше Цел лозија порано. Преспански регион, да. Ја мислев дека имаше само јаболки освен во овој регион. После 7 година масовно се садат јаболка ради Океј. квалитет, цена, пазар беше тогаш актуелно и сега полека сакаме таа традиција да ја вратиме врати, да. и да се отпочни да направиме вински туризам тука во Ресен. Вие гледам отварате вино, што како вино ќе ни отворите тука? Ова е темјаника. Добро. Ова е од нов Темјаника е сепаш, тоа е Да. кореното. Да. Добро. Темјаника, а виното се вика лукс. Лукс, Значи светло, светло на латински и целата ова приказна е на светла точка, да кажам, тука во Преспа. Браво. Во Преспа и во... Супер. Додека вие отварате вино, јас ќе отварам сирење. Оти вино без сирење, тешко оди. Да. Така ќе се направиме една мала дегустација со вашето вино и малку сирење од президент. Ајде, да видиме, да пробаме вашето вино, да видиме на што изгледа. Многу е светло, како кажате вие. Наистина, не е жолта боја како другите, ова е Светло младо жолто. вино, не? Да, младо вино од минатата берба. Берба 22. Ами на мирисот е. Да. Вау. Исто ние сме овде највисоко виногорје и на Балканот, ние сме на 900 метри надморска висина. Знамо ти лозието на 900 метра почна да му биде тешко. Да. Да Тешко, никне али се имаме ние спој на две клими, имаме умерено континентална клима со медитерански појас од Албанија доаѓа тука Океј. преку Галичица и Браво. Многу убаво изгледа. Сега на здравје, мора да се проба. Па на мирис на мисля е тоа.
очекував вино малку по благо. Не е благо? Не, но ова е сув. суво. Да, Да. да, многу добро. Навистина. Често знаат да кажат за темјаниката дека Да. Секогаш мислам кога се збори од темјаника да има нешто благо, ама не. Браво. Епа, да ви кажам браво, многу ми се допаѓа. Вие сте тој, како да кажеме, енологот, Да, што го правите? да. Браво, браво. Продолжите така, ќе ви уште поубаво. на здравје нека е. Дали правите само бело вино? Не, имаме бело, розе и црвено. Црвено. Значи имаме цел Добро. асортиман. Розето го правите со црно грозје, со бело грозје што додавате малку црвено вино, како го правите? Го правиме од црно грозје, Добро. од нашата автохтона сорта станушина. Станушина. Да. Добро. Тука е карактеристична за овој предел и ја правиме со мацерација од 10 сати. Да, брзо, само Да, када да, рушпата да. да дава бојата и после го вадите. Боја е малце Да. вкус, мирис, тело и после тоа оди на база на бело вино ферментираме во инокс танк 20 дена. Ги слушам овде Да. како да си работат Да, си. тука имаме Да. ферментација моментално, ова е прокупец и станушина, ќе биде црвено вино. Тоа ќе биде црвено вино. Да, Добро. црвено. Да. Баш се слуша. како старите што Да, правеа. виното врие. Да. Да. Се уште. Добро. Освен имате посебен, како да кажаме, тапа, што она е со вода и Да. ете така. Баш. Мирули, така како мирули, како се кажувале бюл, баблс, како што Да, bubbles, Да. баш. И правиме, внатре се создава еден анаеробен процес, кај што внатре не влегува кислород. Ништо, да. И тој што е внатре кислород си ферментира заедно со квасец. И продолжува да си работи. Да си работи. Браво. Треба да пазиме, мислам, за различни температури и све тоа што има во... Гледам, имате термометар таму. Да. Опасно е ние да влегуваме овде, да отвориме се, а? Да. Мора малку да брзаме времето што сме тука. Така. Ајде, ќе продолжиме? Уште еднаш. Продолжуваме горе. За здравје. Да, живели. И продолжуваме горе. Ајде, одиме. Сега сме горе. Сега сме горе, да. Продолжуваме со убавото вино. Гледам, имате јаболки во раци. Па јаболка. Јаболка, да, ова е нашиот продукт, да кажам. Океј. И- Почнавте со тоа, ми кажавте. Да, значи нашата главна цел и главен бизнис ни се јаболката, производство и продажба на конзумно јаболко. Океј. И преку тоа дојдовме до идеја да скопиме традиција со модерен дел, да отвориме исто семејна винарија и каде што можеме нешто да направиме склоп од двете. Одлично. Фала ви многу за гостопримството. Фала ви многу за јаболките и све тоа. Мислам оти со овај поглед што го имаме на езерото Преспа, со и галичица. да, и галичица позади, Националниот зајди сонце, најубавото сонце од Македонија го имаме тука. Дефинитивно. На здравје. Живе. Мислам оти денес е пак mission completed, како го кажувам секогаш. Одиме за нови авантури, малку подалеку, одиме во Ресен. Овде сме во Преспа, јаболки, ама и во Ресен има пуно јаболки. Се гледаме.